Американското министерство за одбрана објави видео снимки и фотографии од акцијата во Сирија, која доведе до смрт на лидерот на екстремистичката исламска држава Абу Бакр ал-Багдади. We assessed that he was hiding in Idlib province to avoid the intense pressure that had been put on ISIS and other places in Syria. Рече командантот на Централната команда на Соединетите држави, генерал Френк Маккензи, која надгледуваше операцијата. Тој при тоа даде прецизен преглед на она што се случувало. These fighters opened fire on our aircraft, and what you see in the video is the actual response. Снимките од беспилотните летала покажуваат како тимот на специјалните сили се приближува до комплексот, а борбени авиони F-15 и дронови вршат воздушни напади. За прв пат Пентагон исто така даде и ДНК потврда за смртта на Багдади. Примероци од неговите остатоци се совпаѓале со оние земени кога тој бил задржан во затвор во Ирак во 2004 година. Но уште еднаш представниците на Пентагон не успеа да го потврдат провокативното тврдење на председателот Доналд Трамп за последните минути на Багдади. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. Генерал Маккензи пак во врска со ова изјави. Now, about Baghdadi's last moments, I can tell you this: he crawled into a hole with two small children and blew himself up while his people stayed on the ground. I'm not able to confirm anything else about his last seconds. I just can't confirm that one way or another. Маккензи додаде дека две деца на возраст од 12 години загинале со Багдади кога тој активирал експлозив што го носел со себе. 4 жени и 2 мажи кои носеа самоубиствени елеци и одбија да се предадат во комплексот, беа убиени, рече Маккензи. Смртта на Багдади го значи крајот на долгогодишната поттерница по главната американска цел во борбата против исламската држава. Багдади беше на врвот на антитерористичката листа на Америка откако во 2014 година прогласи така наречен исламски калифат во Ирак и Сирија.